Ќе се блокираат возилата кои неправилно се паркирани на јавните површини во надлежност на општината, најавува јавното претпријатие Градски паркинг Тетово. Тоа се предвидува со дополнувањето на правилникот. Овој месец раководството ќе го искористи да ги информира граѓаните за новините во работата, пошто и ќе се казнува. Овој став, значи, овој правилник се однесува на сите јавни површини кои се во надлежност на општина Тетово. Значи, тука спаѓаат сервиси, стамбени улици, тротоари, јавни паркиралишта, пешачки, велосипедски, плоштади, кејови, пазари и така натаму. Значи, ЈП Градски паркинг Тетово со релација, значи, и асистенција, значи, од сообраќајната полиција за време на поставување на овие блокатори ќе бара, значи, асистенција од полицијата, но ние не можеме да чекаме и од нив да бараме милост дали ќе се поставуваат или не. Затоа во правилникот, значи, кој што го донесовме на Совет, кажавме дека во случај ако недостасува асистенција од сообраќајна полиција, ЈП Градски паркинг Тетово ќе си продолжи со својата дејност, со својата работа, значи ќе блокира, ќе подига со пајак службата, така што до крајот на денот, односно работното време или наредниот ден, значи ќе доставува список со регистарски таблици на блокирани отстранети возила на сообраќајна полиција за понатамошна постапка на сообраќајната полиција. Дали они ќе пиша предупредување, дали ќе пишуваат казни, тоа е више во нивна надлежност. Предпријатието воведува и доплатен билет, ако корисникот на паркинг место го пречекори предвиденото време за паркирање, а не го продолжи користењето на паркинг услугата, како и во случај на паркирање на возила на места предвидени за паркирање на возила на лица со посебни потреби, од страна на лица кои не спаѓаат во оваа категорија. Значи, тоа е едно листе, што на него има, значи, регистрација, саат, време, и напишано важноста на билетот 24 сата. Значи, висината на доплатниот билет се утврдува согласно тарифникот на ЈП Градски паркинг, кој е нормално усвоен од страна на Советот на град Тетово. Истиот ќе изнесува 1500 динара. Сега, значи, тука, ако истиот се плати во рок од 24 сата на издавањето, значи, ќе се плати само половина цена, односно 750 денара. Значи, тоа е ова објаснување, значи, напишано е налогот на него, се што треба регистрација, од позади има појаснување, нели, и на македонски и на албански, со тоа што човекот ќе се уплати директно во најблиска банка или пошта, не е битно, ќе го уплати. Ова кај нас ќе излезе, нели, на изводот, дека регистрација таа и таа според налог тој и тој, ние го окнижуваме и тука завршува работата на странката. Значи, доколку овој доплатен билет не се плати во рок од денот на издавањето, значи, ќе се покрене постапка за наплата на истиот, односно поврзани со законска присилна наплата и законска камата, која на крај ќе заврши преку извршител. Значи, мора да напоменеме тука дека со овој правилник се менува и тарифникот на наплата, односно за поставување на блокатори на тркалата, кој беше, нели, 1000 денара, сега кога ќе почнеме да работиме со овој систем, истиот ќе биде 750 денара. Од предпријатието се пофалија дека обезбедиле 300 нови паркинг места, а најавија и изградба на катна гаража идната година во близина на Тетовскиот пазар.